I buy the dip, it dip more. I buy again, it dip even more. Don't make me come visit you. No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Cops and hawks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wub 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Добре дојавте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска би сакал да разгледаме што се случува on-chain, односно на мрежата на биткоин и ќе ги разгледаме секако профитите, загубите и динамиката на понудата, зошто ова капитулација беше толку сериозна и дали веќе го пронајдовме дното или пак не очекуваат уште пониски цени од ова. Имаме тука short-term holders и long-term holders кои што ни кажуваат различни приказни. Моментално, па да навлеземе во суштината, short-term корисници се оние кои ги преместиле своите коини 155 дена или помалку, односно попросто кажано, го купиле биткоин па го продале со загуба или во профит во последните 5 месеци. Long-term корисници се оние корисници кои што го држат својот биткоин повеќе од тие 155 дена, односно 5 месеци, и моментално ги имаме на сликата оние трговци кои што тргуваат со биткоин на краткорочно, кои што моментално своите позиции ги затвораат во огромни загуби. Тие дневно затвораат по околу милиарди долари во загуба и само што го видовме огромното затварање на капиталот во загуба, кое што е многу поголемо и од FTX колапсот тука и од банирањето на крипто рударењето од страна на Кина. А сега, доколку погледнеме во нето профитот и загубата, каде што се вклучени и профитот и загубата, можеме да забележиме дека имаме нето профит и загуба, доколку имаме огромно движење нагоре, значи над нулата, тоа значи дека луѓето затвараат во профит, а доколку имаме испод, значи дека затвараат за загуба, и доколку погледаме моментално чартот, имаме огромно затварање во загуба. Претежно ова треба да биде на страната на профитот, бидејќи имаме огромни количини на затворање на позициите во профит, а не во загуба, бидејќи голем број на инвеститорите сакаат да ги држат своите дури во загуба и да дополнуваат, но моментално како што гледаме тоа не беше случајот и голем број на луѓе ги продадоа своите коини иако беа во загуба. И ова е нормално, бидејќи луѓето кои што имаат одреден профит, многу е тешко да го притиснат купчето продај и кога цената ќе се намали за 20, 30, 40%, чекаат само сушто да се врати на нула за да успеат да ја продадат својата позиција. И затоа всушност скоковите во затворање на позициите во загуба се многу поретки од оние за затворање во профитот. Всушност тоа е и пазарната психологија, но ако некогаш видиме некаква капитулација од учебник, верувајте дека ова би била една од најголемите капитулации која што се случувала во овој финансиски пазари, конкретно за биткоин. И сега се прашувате дали дали постојат уште луѓе кои што ги чуваат своите торби во загуби. Тоа ќе можеме да го забележиме на оваа слика. Доколку погледнеме, имаме над 70 милиарди долари кои што моментално се чуваат во нереализирани загуби, и тоа од страна на краткорочните инвеститори. Но тоа всушност, овие загуби се всушност само на парче хартија, бидејќи овие луѓе уште не продале и не ги реализирале своите загуби. И сега доколку погледнеме од страна ги имаме и корочните трговци со реализирани и нереализирани огромни
загуби и секако ќе мисли дека ова е ресетирање на сентиментот, како и што делува на прва, но тука имаме многу по-длабока конверзација, каде што ќе погледаме следната слика, а тоа е понудата на краткорочните трговци кои што ја држат моментално, кои во исто време се и во загуба, и доколку погледнеме во овој циклус, овде имаме еден вид на систем каде што кога ќе порасне овие бројки до 90%, тука се ресетира сентиментот. Повторно, доколку погледнеме, имаме раст на овие бројки, ресетирање сентиментот. Повторно, овој циклус имавме ресетирање на сентиментот кога стигнеме до овие бројки и дали всушност ова би било повторно, каде што цената би продолжила нагоре. Не можеме да го знаеме тоа додека не го видиме, но постои друг случај. И сега вториот начин е дека сме влезени во bear market, односно доколку погледнеме 2014 година, повторно тука 2018 и 2022 година, имаме огромно и остро движење на овој индекс, а цената, кога што можеме да забележиме, се движела надолу, односно сме имали го на bear market. Дали е всушност тоа започнување на bear market, не можеме да знаеме, но за сега овој систем функционира многу јасно во овој циклус и би требало да почекаме уште малку за да видиме дали всушност ќе биде повторно ова ресетирање на тој сентимент и цената уште малку да се придвижи до горниот дел, таму каде што ја очекуваме. Сега доколку ги погледнеме long term холдерите, можеме да забележиме дека многу едноставно го погодија секој врв кој што беше, за да може да излезат од пазарот. Доколку погледнеме, тоа беше случајот тука во 2024 година, во 2025 година повторно тука имаме огромни спајкови и излегоа од позициите и повторно тука во јули можеби пред да се случи оваа огромна корекција. И секако овие пари има тенденција да бидат и паметни пари кои што и всушност го контролираат пазарот, но погледнете што се случува сега, долгорочните инвеститори пак секој ден затвараат се повеќе и повеќе од своите профити токму на овие цени, и за да се формира било какво потрајно дно, long term холдерите мора да запрат со дистрибуција, односно со продавање, и ова драстично да се намали за да успеат да се формираат одно и да продолжиме во нагорна насока барем уште некој период. Но сега имаме еден чарт кој што всушност би ни покажал дали ова крварење на пазарот во краток рок би запрело. И доколку погледнеме сега овој чарт, всушност овој чарт не означува промена на нето позицијата на долгорочниот сопственик за 30 дена. И доколку погледнеме сега овој чарт, можеме да забележиме тука дали долгорочните инвеститори акумулирале или пак дистрибуирале. Доколку се наоѓаме со црвена боја, значи дека дистрибуираат на големо, или пак доколку се наоѓаме со зелено, значи дека всушност тие имаат акумулација. И каде се наоѓаме во моментот? Во моментот долгорочните трговци продаваат околу 600.000 биткоини нето секој месец. И секако се додека овој индикатор не се претвори во зелено или пак дојде блиску до нулата, можно е да гледаме повторно огромни движења и распродажба на биткоин од долгорочните инвеститори. И нешто последно кое што би можеле да го погледнеме, тоа се ликвидациите кои што мора да престанат доколку сакаме цената да ја видиме повторно нагоре, да престанат овие лонг ликвидации, како што имаме до сега лонг ликвидации. Погледнете, огромен ова
не сме го виделе долго. Ова беа огромни пари кои што беа ликвидирани во овој пат на биткоин. А верувам дека набрзо би можеле ова да го видиме на другата страна, односно да се ликвидираат шорт позициите. За нивно ликвидирање потребно е цената да се придвижи повторно нагоре. А каде ќе заврши тоа ќе го определиме во техничките анализи кои што ги правиме на овој канал. И секако тука ви сакал да ве поздравам. Се надам дека уживате во денесното видео. Секако претплатете се на овој канал и се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too?